Почитувани љубители на спортот, почитувани љубители на фудбалот. Еве, денешнава емисија за вас вечерашнава. Ја снимаме на стадионот Никола Мантов во Кочани, каде моментно присуствуваме на 7-миот поред фудбалски турнир Кочани 2012 турнир, кој 7 година поред го организира фудбалскиот клуб Кочани. Е за пионери, а годинава на турнирот учествуваат екипите на Металург од Скопје, Каменица Саса од Македонска Каменица, Рудар од Пробишти, Писеко домакин од Кочани. Јако на трибините има мал број на гледачи, мислам дека овие млади талентирани играчи ги задоволуваат вкусовите на љубителите на фудбалот, дека ќе присуствуваме на интересни надпревари. Емисијата ќе искористам со гостувањето на екипите што се гости на овој турнир и секој на домакинот, да поразговараме малку на темата фудбалот, темата пионерите, пионерскиот фудбал и што е перспективата на нашиот фудбал, односно на македонскиот фудбал во иднина. Затоа почнаа возбудувањата на теренот. Јас ќе ги ја препуштам сега работата на нашиот камерман Пепи, нека си ја врши он работата до крај и потоа со моите соговорници ќе разговараме во текот на емисијата. Ви благодарам и ве поздравувам. Почитувани домакини, почитувани гости, почитувани играчи, почитувани дами и господа, мене ми е драго што ја имам оваа можност, овој прекрасен ден, на овој прекрасен терен, со овие услови кои што ги имаме, да се обратам по повод 7-миот поред традиционален турнир во фудбал, кој што прераснува во една традиција, а по повод најсветлите наши празници кои што ги имаме 7 септември ослободувањето на градот Кочани и 8 септември денот на државноста на Република Македонија. Мене ме радува што ги гледам најмладите фудбалери, очекувам од нив да имаме една прекрасна представа во надпреварите кои што ги имаат и очекувам дека ќе победат оние кои што се најдобри. На овој начин и го прогласувам 7-миот поред турнир за отворен. Нека име со среќа на најмладите. Почитувани пријатели, според жребката првиот надпревар го играат екипите на Рудар Пробишти и Кочани, а после во вториот надпревар се сеќаваат Металург од Скопје и Каменица Саса од Македонска Каменица. Like a drum, drum.
Господине Папазов, како председател на клубот 7 година поред организирате еден турнир со различни противници, сепак тоа е нешто за поздравување. И како сте задоволни од екипите што се одазваа на вашата покана? На денешниот убав ден, на празникот на Република Македонија, фудбалскиот клуб Кочани традиционално по седми пат го организира фудбалскиот турнир за пионерска категорија. На наша покана се одзваа нашите денешни гости. Една убава традиција која ја продолжуваме и сметаме дека ќе ја одржуваме и натаму. Гледката е убава, случувањето на теренот потврдуваат дека има квалитет и оно што се случува во низа години, дека од тука излегуваат таленти кои понатаму продолжуваат да играат и во сениорските екипи. Во поглед на организацијата, морам да кажам дека сето ова го правиме на волонтерска основа, со многу скромни средства и на наше задоволство успешно ги довршуваме. И оваа година традиционално има предвидено награди за победникот, првата и втората, односно втората и третата екипа, за најдобар фудбалер, за најдобар голман и најдобар стрелец. За жал, посетеноста знаела да биде малку и поголема, ракрана, не само за овој турнир, за сите фудбалски настани и спортски настани во Кочани. Се надеваме дека со време ќе се промени сликата на трибините. И само уште едно прашање, кога бевте гости во емисијата, во мојата емисија во Канал 8, тогаш разговаравме, тоа беше пред повеќе од пола година, разговаравме дека турнирот ќе биде оваа година меѓународен. Што се случи, па останавме само на екипи најдалеку од Скопје, од Пробишти и од Каменица. Така е. И наша желба секоја година се трудиме да поканеме гости од странство. Ова година со нашите пријатели од Бугарија и од Србија се обидовме да воспоставиме односи, да ги поканиме. За жал, нивните термини и распоредот на надпреварите гостувањето не се вклопува во календарот и односно терминот за одигрување на овој турнир и за жал и оваа година нема меѓународен презнак на турнирот. Останува и натаму нашата желба и идеја да имаме реномирани гости со кои ќе се мериме, со кои ќе ги споредуваме силите и ќе му даваме тежина на овој турнир. Се надевам дека во иднина полесно ќе доаѓаме до такви противници. Јас ви благодарам на разговорот и ви посакувам успешен турнир како и досега што го направивте. Благодарам за вашето присуство, да се надеваме дека успешно ќе го завршиме денешниот турнир. Јас сум тренерот на Каменица САСА, македонска Каменица, Стојче Милошевски, и прво да се заблагодарам за прекрасниот пречек од градот Кочани, градоначалникот на општина Кочани. Турнирот е... Овој турнир по седми пат се одржува во Кочани, тоа е веќе традиционален, го организира фудбалскиот клуб Кочани и е за категоријата пионери. Вие прв пат учествувате. Сега, само што почна турнирот, можеме немаме некои видувања, но вие конкретно за вашата екипа претрпевте многу измени. Каква е вашата екипа? Па ние моментално оваа година имаме смена на генерации, целата екипа ни е осипена, значи имавме прекрасна генерација што отидува во Вардар, Работнички, Металург, имаме околу 4-5 играчи квалитетни и сега правиме нова екипа, значи ја реновираме. Се надеваме дека ќе го повториме истиот успех од лани и од полани кога бевме втори во источниот дел и игравме два пати финале на куп. Се надевам дека овој турнир нема да остане само во Кочани, туку ќе се потрудиме и ние во Каменица и околните градови, сакам и Виница и другите помали места, сакам да има повеќе турнири. Се надевам дека фудбалот ќе се игра уште долго време, иако сме заборавени од некои јавни институции од македонскиот фудбал, пошто Ја тоа сакам да те прашам. До минатата година имаше првенство за пионери, мислам пионерска фудбалска лига Кочански регион.
Годинава нешто Фудбалската федерација некако го прошири тој регион, ги зголеми трчоците бидејќи требаше се патува дури до Гевгелија и се бараше котизација од 9000 динара што идеше на уштрб на клубовето, односно клубовето не може ги донат, сега нема. Дали имате некои размислувања како да се подобри таа слика у регионот со оглед на фактот што имаме од овој регион навистина прекрасни таленти и деца што можат да идат понатаму? Па јас размислував на таа тема и разговарав со тренерите на околните градови, значи на Делчево, Виница, Кочани, и денеска пак се сретнав со луѓето што денеска тука се, како и од Пробиштип, и ние сакаме да направиме лига, наша лига во источниот дел, за да тие мали деца имаат мотив, жар во нив и да се надпреваруваат понатаму. Значи целта на фудбалот е тие луѓе, тие деца, тие се уште деца, да земат да играат фудбал, да ги оддалечиме од алкохолот, да ги оддалечиме од компјутерите и да живеат спортски живот. Па натаму се надеваме дека од тие дечки, например, тука има 4 генерации, има по 20 деца, се надеваме дека еден ден од тие 10-20 деца ќе играат во прва лига, барем во Македонија, се надеваме. А и јас сум сигурен дека ако има подобри услови, дека ако има повеќе финансиски работи да не обезбедат јавните структури на градовите, јас се надевам дека од тука ќе излегнат барем 20-30 репрезентативци. Ово го гарантирам. Ово го гарантирам. Само сакам малку повеќе помош од поголемите луѓе на источниот дел на Македонија, градоначалници, јавни структури, приватни фирми. Се надевам дека ќе ја направиме таа лига и се надевам дека денеска ќе седнеме на рочикот организиран и ќе се договориме. За срамота е да нема пионерска лига на Источна Македонија. Срамота е. Меѓутоа уште посрамота е доколку нема па да се формира таа лига судии. Како мислите да го решите тој проблем со оглед на фактот што не верувам јас дека судиите би прифатиле да играат да судат бесплатно? Дали постои шанса да се договорите вие меѓу себе си ги судите тие надпревари, бидејќи таа нема да и тоа ќе биде само лига за во која ќе играат овие талентирани дечиња? Јас се надам дека прво ќе упатиме до Фудбалскиот сојуз на Македонија, тука поврзано со општински сојуз Кочани, да ни ги обезбедат барем платењето на судиите. Ако не друго, пошто се надевам дека ако нема судии, ќе покушаме ние. Например, ми имаме секој град по 5-6 тројки судии што ако сака да ги судат утакмиците без пари, ако не ќе се подрудиме ние тренерите да ги судиме утакмиците, тренерите и помошните и некој пак да функционира да не го уништиме фудбалот. Значи зборот ми е тие деца мораат да играат фудбал. Значи целта ви на вас децата само да се надпреваруваат. Да. Надпреварувачки дух, бидејќи неле со тренажен процес не се завршува работа. И децата на тај начин се отргат од спортот само да тренираат да нема. И уште нешка напомнам, значи Фудбалскиот сојуз на Македонија, како тука источниот дел да не е нивни, како да сме ние дел од Бугарија. Едноставно го кажувам за да ме слушнат и тие и да дојдат да не видат. Стојче, ти играше и во фудбалскиот клуб Осогово. Од овие простори знаеме како фудбал се играше во Македонска фудбалска лига тогашна, па и по самостојна Македонија, ајде кажам, у периодот од 90-те години наваму, у Каменица како фудбал имаш. Меѓутоа сега некако од трета лига не можеме да мрднеме двете општини, па тука можеме и Виница да ја ставиме, она сега имаше лига. Делчево го нема никаде на фудбалската карта, Малеш го нема на тие големи турнири. Што е причината за застој на фудбал? Па прво да кажам јавно дека во овај момент има поголеми таленти неголе пред 10, 15 и 20 години. И па за мене причината е што тие дечки, например, почнуваат да тренираат од 10, 12, 14, 15 години и кога треба тие да стануваат, значи веќе да станат фудбалери, тука на 16-17 години, значи ние сме трета лига и тие дечки едноставно ја губат волјата и еден Осогово, например, влезе втора, па испадне трета и исто Саса, да речеме, Саса што е трета лига, што е срамота, што Саса беше еден стабилен праволигашки клуб и тие дечки едноставно ја снемаат волјата. Дека е причината по тебе? Па причината е во мене во финансиските услови и имаше едно старо правило дека фудбалот се игра од љубов, ама веќе тоа не постои. Тие дечки ќе ги држи, значи додека имаат волја до 12, 13, 14, 15 години. Значи ние ќе ги држиме вештачки додека имаат. После тоа станува возрастна личност, на нега му треба
пари за копачки, пари за живот, пари за други услови. И тука е на мене. Скапи ли са по тебе лигите, од пионерска конкуренција до прва лига македонска? По тебе со тие котизации, дали мислиш дека е поскапа лигата или има некои ублажување? Па има ублажување, ама мисля дека тоа е вештачки. Дека не треба во трета лига да се става котизација. Моје лично мислење е дека во трета лига не треба да се става котизација. И Бидејќи тоа е чисто аматерски. тоа е чисто аматерски и дури сакам во тие трети лиги, јас сакав и разговарав и со други луѓе, дека во тие трети лиги играат тројца до 21 година. Значи треба да се стават и двајца да има и под 18 години. Значи во таа трета лига треба да продефинираат тие млади играчи за да може да напредуваат да одат во втора, прва македонска лига. Значи третата лига не треба да има котизација. Моје лично мислење е тука, значи тука се нашите таленти, нашите таленти се губат. 14-15 години, значи имаме ние најдобрите таленти во Македонија, едноставно ги снемува и ни ги земаат поголемите клубови, на нас помалите ни земат готови играчи. Значи нема просто. И тие одат во Скопје, одат во Вардар, Металург, Работнички, Брегалница, Штип, каде се и ние работиме за џабе, значи и тие ни ги земат нашите таленти. Што јас нема решение додека не се донесе тај закон за спорт. Додека се донесе закон за спорт, ние само ќе работиме за поголемите клубови. И им даваме готови играчи. Това е моје мислење. Фала ти на разговор. Ние го представуваме фудбалскиот клуб Металург од Скопје и до сега сме учествувале 3 пати, ова ни е 4ти пат како учествуваме на овој турнир, каде сме доста задоволни од приемот на домаќините и од самиот квалитет на турнирот, каде што учествуваат дечиња 98 и 99 година, кои многу битна за нив е да се дружат и да поставуваат контакти за понатамошниот фудбалски развој. Вие работите како? Јас работам како фудбалски тренер во ФК Металург, професионален фудбалски тренер и ја водам оваа генерација 98-99. Се викам Томе Андоновски, виши фудбалски тренер од бившите простори, пошто сум малце повозрасен, а сега сум носител на А лиценца на УЕФА. Значи, штом сте виш тренер и ги прават следите овие мали категории, сигурно можете да кажете нешто повеќе за фудбалот од најмалата возраст во Македонија. Сега разговараме со вашиот колега од Каменица Саса за приликите во источниот регион, меѓутоа вие нешто ќе ми кажете за вашите прилики, како е поставеноста и каков е интересот на играчите во Скопскиот регион. Па вака, уопште фудбалот во Европа има голем подем и големо влијание се дава на дечињава што се родени баш оваа возраст 13-14 години, бидејќи сега границата на фудбалерите кои конкурираат за професионални екипи е намалена према напред. Така да во нашиот регион во Скопје има доста пионерски екипи, доста приватни школи кои што работат исклучиво на обука на млади фудбалери за кои понатака ќе ги пополнуваат сениорските екипи на клубовите. Металург веќе израстува во клуб, ајде да кажем, од таа голема четворка во Македонија. Оваа година имаше и излез во европските купови, меѓутоа некако, знаете, македонскиот фудбал некако до прво-второ коло можеме да идеме најмногу. На што се должи тоа и кои се вашите размислувања како да се подобри фудбалот во Македонија? Вака, фудбалски клуб Металург, кој е мој спонзор Дуферко, односно Максвел Скопје и газда е Минче Јорданов, е клуб, мислам дека во овој момент најорганизиран клуб во Македонија и фудбалски клуб Металург екзистираат 6 генерации, значи почнуваме од најмалите почетници, дечиња кои се родени 94-95 година, почетници, па петлиња, па цицибани, па пионери, кадети и младинци, па тек сениори. Се работи многу систематски, стручно, имаме тренери млади, бивши репрезентативци на Македонија,
каде што рецимо координатор на фудбалската школа на Металург е моментално Васовски Александар, довчерашен фудбалер на Айнтрак Франкфурт, Срđan Захариевски, репрезентативец, бивши на Штутгарт, Силексите, од постаната генерација Натев Коста, јас, Томе Андоновски, и имаме Саше Караджов и другите, Боби Андоновски, Милан Коцевски, се тоа бивши фудбалери кои играле фудбал во Сојузна лига, во Прва лига, се репрезентативци на Македонија. Тие представуваат една авторитет и личности кои ги тераат дечињата да одат на фудбал. Младинското надпреварување во Фудбалската федерација на Македонија е поделена така да постои Суперлига, во која Металург учествува во таа Суперлига, така да имаме активно надпреварување на пионери кои се родени 98-99, кадети 96-97 и младинци 95 и 94. Фудбалски клуб Металург активно учествува во тие лиги и со одличен успех. Секоја година е во врвот на тие надпреварувања, али многу битно е од тие надпреварувања, од тие лиги да искочат фудбалери кои понатака ќе ги пополнат редовите на нашиот клуб. Вашиот клуб е приватен клуб. Да се разбереме, меѓутоа сите немате клубове таа среќа во Македонија да бидат под јаки спонзори со оглед на фактот што не е донесен во Македонија тој мистериозен закон за спорт, нема се пари и некој федерацијата ги оптеретува екипите со разни котизации, со високи такси. По вас, вие потекнувате, реков, од приватен клуб, каква е идејата да бидат клубовите акционерски друштва? Па со новиот закон од 1.8.2012 година сите фудбалски клуби мораат да се преструктурираат и да се регистрираат да станат акционерско друштво. ФК Металург е де факто АД ФК Металург. Со самото преструктурирање секој клуб треба да си има свој буџет, свој извршен директор, своје тело за управување како со фудбалерите, така и со финансиската состојба во самиот клуб. Али, се додека не се изгласа тој фамозен закон, кој што го нарековте вие, за спорт, се ќе биде тешко, посебно за помалите клубови, за приватните клубови кои ги има доста сега во нашава република, додека ние, како Металург, што имаме, рековте и вие, а јас ќе потенцирам спонзор кој стварно нема нешто да ни фали во клубот. Металург е организиран на сите нивоа, дали стручно, дали технички, немаме никаков проблем и ние затоа сме и клуб кој брои негде околу 150 дечиња без професионалци. И за крај би сакал да ве прашам, со оглед на во Македонија, некако фудбалерите најслабо проаѓат, ќе дојде некој председател на клуб, ќе се однесува арогантно, иако е далеко фудбал, се е да се разбереме, има доста политика во клубовето. Дали ја поддржувате идејата за независен синдикат на фудбалерите, кој ќе тоа е за прва лига, кој ќе си ги тражат своите права? Апсолутно. Видите, секој треба да си одговара за својата судбина. Не може еден професионален фудбалер кој фудбалскиот век е краток и не може за еден професионален фудбалер да одлучува и да му ја одредува судбината некој кој е моментално во фудбалот, кој бара свој имидж во фудбалот да гради, а оној што живее и што вложува да биде на маргините. Тоа е апсолутно синдикат на фудбалери. Фудбалерите да има здружение на прволигашите да си ја водат лигата. Тоа е секаде на запад и во целиот свет, а мора да биде тоа и кај нас. Со тоа ќе се подигне самиот квалитет. Да. Лига, која лига за Македонија за прва лига? Преучувате бројка. Мислам дека трокружен систем не го даде својот ефект. Во овој момент јас мислам дека 10 прволигаши е максимум. Да се игра четворокружен, 4 пута 9, тоа е 36. Мислам дека ќе се квалитетните фудбалери ќе се соберат во помалце клубови, автоматски и нивото на фудбалот ќе се подигне. Морам да кажам
само со поквалитетни прволигашки надпревари, тогаш и нашата репрезентација ќе биде поквалитетна, затоа што По-голем избор на играчи. По-голем избор на играчи. Не, самиот квалитетен надпревар, ако еден фудбалер игра во сезона 5 до 6 дерби надпревари, автоматски тој е во таа спортска форма понапред оди, повеќе може да пружи и се. Тоа е моје мислење. Ја ви благодарам за разговорот и ви посакувам успех на седмиот традиционален турнир Кочани 2012. Ви благодарам и на вас. Драго ни е што сме гости. Се надевам дека овој турнир ќе продолжи понатака, а Металург ќе биде ваш драг гостин. Благодарам. Ивица Глигоровски, познато фудбалско име од македонските простори. Годинава гледам за прв пат вашата екипа учествува на овој турнир. Кои се вашите впечатоци по завршениот прв надпревар? Значи, прво благодарност до организаторите што не поканија нас како младинска школа од Провиштип. Се благодарувам, прв пат ни ово учество и мислам дека нема да биде ни последно. Првиот надпревар се одигра со Кочани, го изгубивме, но најбитно е што децата се дружија, играа, тоа е најбитно. За како организација турнирот сам многу добар впечаток ми остави, затоа што гледам се вклучил и градоначалникот, градот, значи тоа веќе дава дека Кочани позитивни сигнали во младите категории. Ви од поодамна игравте фудбал. Јас кој керчам фудбал, мислам на оној вистинскиот фудбал, сега за жал го нема. Меѓутоа, еднината е токму во овие категории на дечиња. Федерацијата фудбалската федерација на Македонија направи еден гаф годинава, ги зголеми трошоците, ја зголеми, може да кажем, територијалната поставеност на екипите. Со тоа се укина ова пионерската фудбалска лига Кочански регион во кој вие игравте. Како ја оправдувате вие оваа одлука? Па, моја мислење, мислам дека малку ние источниот дел на Македонија сме како позоставени од страна на ФФМ. Мислам со доаѓањето на Илчо Ѓоргиевски како председател, мислам дека ќе обрне повеќе внимание на овој дел. Значи, имам контакти во Скопје, значи тие веќе играт и куп надпревари, надпреваруваат се со регуларно со легитимација, со се ние овој дел источна малку сме како позаоставени и не гледаат многу и сами се мучим ние тренерите да си организираме своји лиги, мучиме се околу организациите на судиите. Мислам со Илчо дека може да дојде до позитивни за овој дел на Македонија. Дали сте размислувале, како што размислувате и некои ваши колеги, Зоран Васевски, Цаци Милошевски и другите, за формирање една лига која нема да биде под патрон на Фудбалската федерација на Македонија, меѓутоа тука доколку сте за таква лига на овие простори да се организира е проблем пак судењето. Па вака, значи ние со тие гледам некои ФФМ вела некои котизации за млади. Значи прво ФФМ треба да и дозволи да и плаќа на младите за да играат, а не младите плаќаат котизација за да играат во лигите. Значи ние овој дел сме доведени до тоа да ние сами се организираме лига. И јас сам и за тоа, значи овие деца мора не само да тренираат, мора и да се надпреваруваат. Значи, ние сами ќе си направиме нека организација овој дел и да си направиме сами лига. Значи, тие котизации ние ги немаме тие услови. Значи, таму како што се по Скопје Металург, Вардар, они ги имат условите да платат котизациите. Значи, овие деца треба свој џеб да извадат за да платат тие котизации. А знаеме го фудбалот во Македонија како е доведено на какво ниво според финансиите. Да. Меѓутоа, еве, јас наполнав уште упрашањето кој кажав, се јавува, ако се формира таква лига, судењето. Вашите претходни дискутанти се залагат ако треба и без суди да суде, меѓу себе да судите тренерите, се со цел децата да имаат еден надпреварувачки процес оваа година. Па и моје мислење тоа, па ипак ние како тренери си наоѓаме некои што судат по втора, трета лига што ги има во градот и со нив се договараме и тие да судат, па колку толку да има некое реално судење. Ипак тие деца мора да добијат некој надпреварувачки карактер да имат. Сега за крај би те прашал,
каде го гледаш македонскиот фудбал, со оглед на факто вчера стартувавме во квалификациите за светското првенство во Бразил, што ќе се одржи 2014 година. Стартувавме со Хрвати. Какви се шансите, еве ти како реков, некој македонско фудбалско име и гледаш на Македонија? Па вака, сега како некој голем стручњак јас да давам мислење, значи тоа е малкучку, не знам како да кажам, но мислам дека ние таа ни стара болка, јас сам играл во репрезентацијата, значи толку е македонскиот фудбал. Значи ние имаме 3 играчи што играат во добри клубови како што се Пандев тие, оние другите се играат во просечни, додека на Хрватска има сите репрезентации, значи играат од Бајер до Реал, значи толку не е на нас целата, значи трето, четврто место максимум, значи џабе секој кој да дојде стручник Мориньо да дојде, значи он не може со ова репрезентација и со овој македонскиот фудбал како што е ова лига во Македонија толку, значи сите имаме очекување, мислиме сега ќе направиме вака, сега онака, значи реалноста е тоа. А што мислите дека треба да го подобри македонскиот фудбал? Значи подобро, македонскиот фудбал мора да се подобри со прво како едно од средствата е средствата. Значи за да дојдат добри фудбалери, да се направи добра лига, значи треба да има средства, значи од страна да дојдат фудбалери. Значи гледаш секој гледа што побрзо избега од Македонија. Значи тоа е најголем проблем, моје мислење е средствата. Значи ако финансиите, да. Добро, јас ти благодарам на разговорот, сакам успешно да го завршите овој турнир, па ќе поразговарам, ќе имаме можеби чест да поразговараме по неговото завршување. Да. Седми пат поред организатори на турнирот. Нови екипи, нови размислувања. Па да, веќе ова станува традиција, овој турнир во фудбал за пионери. Оваа година, како што самите гледате, имаме нови екипи, нова генерација на деца и се надеваме дека и тие ќе бидат успешни како и досегашните кои што учествуваа и прераснаа во вистински фудбалери. Вашата екипа е доста како да кажем, во однос на минатата година има ремонт доста голем претрпено, има нови играчи, оние што беа поискусните веќе немат право да играт, меѓутоа немате право да играте и во лига. Кои се вашите размислувања со оглед на фактот што општинска фудбалска лига, пионерска општинска фудбалска лига Кочевски регион не постои? Па да, вака, значи секоја година благодарение на континуираната работа во фудбалскиот клуб Кочани, значи секогаш имаме нови деца кои што доаѓаат, кои што тренираат, се запишуваат и ги следат постапките на повозрастните. Како што самите рековме, минатата година имавме екипа која што се бореше во завршницата од купот и од првенството на Македонија за пионери. Оваа година дел од тие деца родени 98 година веќе се тука настапуваат. Фудбалерите родени 97 година си заминаа и тие како што видовме и од овој турнир и од неколку пријателски надпревари што ги одигравме, веќе продолжуваат да ги следат постапите на своите повозрастни колеги, така да кажам, и да се надпреваруваат. Оваа година, значи за жал пионерската фудбалска лига Кочански регион е укината, така да кажеме, и да фудбалерите, децата, значи од овој крај, единствено им преостанува да се сами организираат и преку дали пријателски надпревари или преку некој вид друг надпреварување, како што се овие турнирски надпревари, да се надпреваруваат, да одржуваат континуитет во надпреварите. Се надеваме дека ова ќе биде преоден период и дека од наредната надпреварувачка сезона веќе ќе постои официјална лига на ниво на Македонија, каде што ќе можат да ги покажат своите резултати. Да, тоа тие лиги носат и многу повеќе средства. А со оглед на фактот што сега не можеше да се плати ни котизацијата, затоа и лигата не се учествува оваа година. Каде го гледате излезот? Па да, мислам дека во овој нашиот источниот регион, овој крај, од тие екипи кои што се направува минатата година во пионерските лиги, ниедна не успеа да ја плати котизацијата за да учествува во регионалната лига за пионери и кадети, бидејќи навистина котизацијата е доста висока, а знаеме дека сите фудбалски клубови кубарат со средства, со финансии и ни простанува само на овој начин да се надпреваруваме. Тоа
ќе биде еден чекор назад за децата во нивната фудбалска кариера, меѓутоа како се што се случува на ниво на држава, значи мора да се преброди и да се надеваме дека ќе додат подобри времења за фудбалот. Со претходните ваши твои мислам колеги, односно моите дискутанти, моите соговорници што беа тука и од Металург, и од Каменица, и од сега Ивица Глигоровски од Првиштип, постои едно мислење дека на овие простори може да се формира една лига која нема да биде под ингеренција на Фудбалската федерација на Македонија. Како ја таа идеја вие поддржувате како клуб, бидејќи децата ќе имаат и надпреварувачки, не само тренажен процес? Да. Па таа идеја и ние сме за таа идеја, бидејќи друго е да децата фудбалерите само да тренираат, а да не имаат надпревари. Значи било каков вид на надпреварување, во било каков ранг, каде што ќе има надпревари, да нас како клуб ни одговара. Иначе ние мора да се приклучиме во таа лига, за да секој викенд, значи нашите деца имаат фудбалски надпревари со што ќе можат да ги искажат своите способности и она што го тренирале на самите тренинзи, бидејќи еден е фактот да се тренира без надпревари, а друг е самиот податок дека преку надпревари, преку осетување на просторот, за движење, за простор, самите фудбалери се изградуваат и повеќе побрзо напредуваат. Еве сега се игра вториот надпревар Металург и Каменица Саса. Вие вашата работа ја завршивте, игравте со екипата на Рудар од Пробиштип, победивте 3-1 на овој турнир. Значи, влеговте и оваа година во финалето, мината година го освоивте. Важно е тачно децата да се дружат, се е тоа точно, меѓутоа кои се вашите сега апетити кога влеговте во финалето? Дали може да очекуваме да се повтори минатогодишниот успех? Па да, како што сами рековте на почетокот, ова е веќе седми традиционален турнир. Фудбалскиот клуб Кочани го има освоено веќе 3 пати. Оваа година сме во финалето. Се надеваме дека екипата исто така добро физички подготвена, уиграна и се надеваме дека ќе го дадеме својот максимум без оглед со која екипа ќе ни биде противник во финалето. Се надеваме дека ќе го освоиме и оваа година. Ја ти благодарам за разговорот и многу среќа во финалето. Благодарам. Еве заврши турнирот, 4 прекрасни надпревари. Како сте вие како организатор задоволни ево од седмиот турнир кој по четврти пат го освоивте и вашата екипа? Па сметам дека на организацијски план ние положивме и денес нашата работа е завршена успешна. Се надевам дека и гостите кои беа тука се задоволни и сега секој за себе треба си каже тоа е нормална работа. Јас знам дека една работа. Ние присуствувавме на 4 добри надпревари, 2 предпладне, 2 попладне. Видовме доста млади таленти. Ќе кажем, еве си пример, едно големо задоволство, еден наш фудбалер Лазаров Андреј, младо дете од наше Оризари, кој го прогласивме за најдобар турнир. Тоа е нормално во согласност од тренерите на 4 екипи на учесниците. Турнирот не ни е прв пат да организираме, ова е седми турнир, да се надеваме да до година биде подобра организацијата и да се надеваме да имаме се подобри надпревари. Најважно е да турнирот организацијски од наша страна е, сметам, за успешен. Оно што требаше да го организацијски спроведеме, го спроведовме, гостите да ги испратиме, среќен ми пат, да сме живи и здрави, до година да се видиме пак. Оди испраќај ги гостите, фала ти на разговор и посакувам навистина уште вакви турнири уште многу. Благодарам, Славе, јас посебно од името на фудбалски клуб Кочани, према вас лично,
како Славче Ивановски и Канал 8 и вашиот портал Комарец.мк. Една голема благодарност за вашето присуство на сите наши спортски настани, без разлика дали се на терен, дали се во канцеларија, дали се било дека сите спортски надпревари ги покривате благовремено и информирате целата јавност. Значи, уште еднаш, една голема благодарност до вас и за вашата работа. Почитувани мои, еве тоа беше денешниот седми поред фудбалски турнир Кочани 2012, организиран во чест, знаете, на 7 септември ослободувањето на град Кочани и 8 септември денот на независноста на Република Македонија. Јас ви благодарам за вашето внимание и ве поздравувам и ви закажувам повторна средба следниот термин со некој мој гост во студиото, а можеби ако има нешто вака интересно и да видиме повторно надвор. Уште еднаш благодарам и довидување.